неодамна една наша телевизиска екипа престојуваше во Сојузна Република Германија заедно со една делегација составена од представници на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, општините Тетово и Гостивар, како и на Стопанската банка од Скопје. Престојот беше искористен за разговори со нашите работници привремено вработени во Сојузна Република Германија, при што главни теми беа школувањето на нивните деца, информирањето и повратната политика. Репортажата, што ќе ја гледате наредниве 30 минути, е посветена на проблемот околу школувањето и дополнителната настава на децата и информирањето на нашите работници привремено вработени во Сојузна Република Германија. Со кои проблеми најповеќе сретнуваат нашите македонци вработени овде во Сојузна Република Германија? Проблемите се доста големи и ја мислам дека на нашата заедница доли се познати, пошто ние веќе неколку пати тражиме од нашите представници кои доаѓаат од Скопје овдека, најболното прашање наше да се реши овдека за школството на нашите деца, пошто еден е учител тука, преку 100 деца се македончиња, не може да се постигне, тражат. Ние тражевме преку нашиот конзулат овдека во Дизелдорф, тражевме преку амбасадата во Бон. Чек што више и ја кој беше другарот Тито тука дојден во Бон 74 година, истото прашање го поставив. Нешто се постигнал, тоа е сосема малку за овие деца, овој капацитет на деца кои се овдека во Дизелдорф. Ја не би знал више коме треба ние да се обратиме уопште за ова наше најболно прашање и преку кого треба да тражиме помош за нашите деца овдека македончиња кои се во Западна Република За да учат на македонски јазик? За да учат, се разбира, за да учат на македонски јазик. Дали вие имате доставено барања до органите во Македонија? Имаме ние преку последниот делегација овдека која беше дојдена од Удружение на стопанските банки на Македонија. Тражевме тоа за следеќиот састанок кој ќе биде овдека во Дизелдорф, да дојде еден представник од просветата на Македонија, али кој што гледате денеска, представникот и денеска го нема дојдено. Пред малку еден од другарите кој вработен овде кажа дека има доста проблем со школувањето на македонските деца, а вие сте наставник. Кажете ни подетајно. Видите, прашањето врска со работата, мислам просветната работа на македонските деца, во битно се разликува што се уште не е исцело решена, а за тоа постојат проблеми кои што понатаму треба да се решаваат. Тие проблеми се однесуваат во лично со мој труд, воено и со соработка со секретаријатот за просвета при СР Македонија. А какви проблеми имате по-конкретни? Дали е еден наставник малку тука, дали има доста деца кои би сакале македонски да учат? Видите, наставата по нацрт законот за родителите работени во странство за нивните деца предвидено е редовна настава и дополнителна настава, односно настава со националните предмети.
Прашањето во врска со наставата не е исцело решено, тоа се уште тоа е представено болно прашање кое што во перспектива треба да се како такво разреши. Сакам да напомнам дека јас работам тука вкупно со 100 македонски деца, а имам 63 деца кај што изведам настава на српско-хрватски јазик. Наставата по македонски јазик практично се одвива во два смера, као редовна настава и као дополнителна настава. Меѓутоа може да се рече слободно дека редовна настава за македонските деца не постои, бидејќи тие се вклопени во наставата на српско-хрватски јазик и едноставно во наставата на немачки јазик. Јас таму изведувам настава само на македонски јазик, односно по предметот македонски и запознање на мојата татковина. Така да го потврдувам тоа дека редовна настава не постои, а дополнителната настава ја имам решено со тоа што двете групи односно едната група ја поделив на две групи. Едната група ја сочинува деца од 6 до 10 одделение, а другата група од 1 до 6 одделение. Вие на еден од собирите спомнавте и проблемот на образование на возрастните. Да, навистина тоа се наметнува како едно прашање кое што навистина заслужува голема пажња, а би рекол дека Работничкиот универзитет од Скопје е способен и има и богади со кадри да го тоа оформи, бидејќи од работничката класа може да се издваат работници кои што се уште немаат основно образование, а да не одиме на нивното стручно способување, кои што на своите работни места се така остручени практично, меѓутоа диплома, односно писмено признание за тоа се уште немаат. И мислам дека Работничкиот универзитет е фактор кој што треба да поведе сметка за оваа работа, како во перспектива, односно во поблиско време, да го разреши овој проблем за кој што постои голем интерес. Вашата фамилија, вашите деца се во Гостивар. Зошто се во Гостивар? Тие се во Гостивар фамилија и жената. Ја пошто живим во Гостивар и децата се мали, одат на школа, овде пошто нема тако кадар за школување за децата и жена ми останува таму со децата. Значи не може овде да се школува? Не може овде да се школува. Тоа е единствен причина што мора жена ми дома да остане. Секој на распуштување на школото, жена ми доаѓа 2-3 месеци овдека и после пак одат назад. Македонче, малечко сум уште дете, јуначе су смело јас, син на лична земја, син на Македонија. Потомок на Гоце јас сум, син на народ мој што со веко и крв лееше за слобода в бој, да растам и пораснам и голем да станам од душмани земјомила сегде ќе те бранам. Како се викаш? Се вика Мицевска Виолета, А инак од каде си? од Скопје, Од Скопје. Од кога сте овде дојден? од 69-та година. А дали е доволно ова што учите овде македонски? Дали добро го знаете јазикот? Па, мислам, еднаш неделно се учи и се понова понекош, помалце, ама ипак, доволно е. А друго што учите овде на школа? Географија, историја и мајчин јазик. Дали доволно ја имате запознаено нашата татковина? Во можностите на училиштето учиме колку што можеме за географијата, за историјата на нашиот народ, за целата големата татковина и потоа малку граматика од македонскиот јазик и литература. Дали ќе можете да се снајдете кога ќе се вратите во Македонија, доколку се враќате? Не, ја не мислам да може, зашто и тука учиме немачки и
француски и енглески, али Југославија учат француски не. Они повеќе знаат од нас, зашто они некако построго училиштето е таму, овдека не е така и не мислам. Инаку слободното време каде го поминувате? Дома. А во клубот? Епа, во клубот се нема многу време. А, имате некои слободни активности, Да. некои секции? Кои секции? Спорт. А овде во школото? Тука во школата ништо. Фолклорната група само. Tito, bivalet e vuajtjes mbi shkrepat e robris, si ylli shtektar ndriçoj rrugën e liris. Në malet tona të larta që kem e hues ka shkel, pishtaret e parë të liris, filloj aj të mbledh. Në ditët e erta, në netet e lara prej gjaku, në kryet e kolonës, gjithmonë gjindej plaku. Како се викаш ти кој си тука? Kriste, ja, Кристијан. Kristijan, Ја. И дали одиш на школа негде? ovdje kao idem u školu ja, А кој те учи на македонски? majka mi i tatko mi može. А ти сакаш да се вратиш во Тетово? Sakam, Кај баба ти? da, u Tetovo ke baba mi. А друг кој имаш во Тетово? Sriko mi, tetka mi, sestra mi, baba mi i Многу и фамилии. i drugi familije imam ošte. Во Берлин дојдовме и кај фамилијата на Благојат Десковски од Скопско. Друга Благојат, кога сте ви овде дојдени? Јас сум дојден 16 април 73 година во Дизелдорф, Западна Германија, Дизелдорф. А кога дојдовте овде во Берлин? Во Берлин сум дојден 74-та, 22 јуни. И каде овде работите во Берлин? Овдека во Берлин работам во зоолошката градина. Како што работите? Работам као бравар. А инаку со кои проблеми обично се сретнувате овде? Па проблемите се многу. Мислам, тука со школување за децава малку ни е тешко. Мислам, работи имаме, превише работаме, слободно време немаме многу. А инаку за враќање во Југославија, што мислите? Сега за враќање не сме одлучени кога и како, али за брзо време сигурно ќе се вратиме. Инаку таму се градат доста објекти од луѓе кои биле веќе во странство. Ги вложуваат своите средства, односно ги орочуваат во банките и така се градат објекти. Дали вие би прифатиле на ваква акција? Ја мислам, ако се успее да се најде работа и сето тоа, можам ја истото да го сторам кои и други луѓе. И вие, другарка, сте тука заедно со Благоја, со вашите деца? Јас сум порано дојдена од 71 година, 27 октомбар. Се запослив прво во Сименс, работеве на година, после се префрлив во Дизелдорф, Западна Немачка, и тамо поработев една година, па се вративме тука, бидејќи сметавме дека подобра е платата тука, затоа и се бориме за подобро, не? И како успевате да бидете работничка, домаќинка, мајка? Па мора. Мораше така и да биде. Без децата ни беше многу тешко, затоа бевме принудени да ги донесеме. Тешко е тука стварно со школувањето, ама уште потешко беше дека тие беа во Југославија. Сега ми се чини дека ми е полесно. Сега ако имам повеќе работа, али кога се децата покрај мене,
полесно ми е. Што мислите за враќање во Југославија? Па јас за враќање сега моментално би сакала уште одма да се вратам, али пошто децата ги донесовме и почнаа со немачка школа да напредуваат добро, па едно известно време ќе останеме додека не завршат баре основно училиште. А дали децата одат во дополнителна настава, дали го учат нашиот јазик? Да, децата го учат нашиот јазик, редовни се во школа, им помагаме и ние колку можеме. Како се викате вие, ќе ни кажете? Јас се викам Десковска Надица. А ти? Десковска Маја. Дали одите на школа овде? Одиме овдека на школа. Немачка школа исто и југословенска. И што учите во југословенската школа? Историја учиме, македонски јазик. Ти добро го знаеш македонскиот јазик? Па добро знам. А сестричката? Ние само си учиме таму и пишуваме. А што пишувате таму? Букви. А на македонски? На македонски. А колку години имаш? 7. А во кој одделение си? Прво. И што вие мислите за учење, за школувањето на децата? Сега ние мислиме за школувањето на децава да бар четврто одделение Малава да заврши, па може да се одлучиме да се вратиме. А со македонскиот јазик, со македонска настава? Сега со македонскиот јазик е малку потешко, само и ние као родители се стараме дома и мислим, покажуваме. Како се викате, представете се? Джелядин Илјази. А од каде сте? Од село Бозовци, Тетовско. Од кога сте овде во Сојузна Република Германија? Од 1964. И како сте задоволни од престојот овде? Па, јас сум задоволен сега. До сега сум. Добре е било. Само дуго време веќе. Досадио ми се. И дали мислите да се враќате во Па Тетковина? сигурно, што прее. Слушаме дека вие градите куќа во Тетковина. Да. Слушаме дека децата и тешко зборуваат. Опште и наш јазик веќе не знаат 100% што се каже. А управо македонски тоа веќе немаат појма од тоа. А треба тој јазик да знаат они. Мора и да научат тоа. А дали тие сакаат да се вратат? Па како не сакаат сите? Сите сакаат? Сите сакаат, сигурно. Вие сте млади, а треба да се враќате во Југославија. Дали ќе бидете задоволни од тоа што ќе се вратите во Југославија? А до деца се кнач од тај. Тоа ќе доскахеш по Југославија. Секако ќе бидам, зашто јас таму сум се родила и таму сакам да живеам. А дали ќе биде тешко со јазикот, да се најдеш со другарки? Па прво ќе му биде тешко. А до два рани херма џухун. А гес. Да, ќе ми биде. Тука само германски зборуваме, дури со моите браќа Јахи и Башким, зборувам германски, па и со татко ми и мајка ми исто така. А дали овде вие соработувате со нашите кои се од Македонија? Дали имате клуб свој каде се собирате? Па немамо овде, немамо таки клуб. Немамо. И ми би тели и сакамо и некој школа да биде од нашим јазиком, нели? Има скоро 15 деца од наши. Нели? Албанци со. Да. А немате школа? А немаме ни школа, ништо. Требало од деца да ако би било школа, би могли још неколку години да бидеме овде. Али чим нема тоа школа, мораме што пред да бегамо тоа. Школувањето на децата се чини дека еден од најголемите проблеми на нашите работници кои се на привремена работа во Сојузна Република Германија. Проблемот со децата, кои тешко го изучуваат мајчиниот јазик, кои тешко ќе можат да се снајдат при враќањето во татковината, е секојдневна тема на разговори на сите оние кои се во Германија, на сите оние кои мислат на враќање во татковината. Проблем е и на оние кои не може да ги донесат своите деца, бидејќи е тешко школувањето. Инаку, при оваа посета, доста слушнавме и за проблемот на информирањето на македонците во Сојузна Република Германија.
Како се информирани нашите работници кои се привремено вработени во Сојузна Република Германија? Нашите работници во Германија различито се информирани. Разбира се однесува од која република се. Јас ќе кажам неколку примери. Например, Босна и Херцеговина праќа голем број весници бесплатно на работниците не. Преко нивните банки, нарочно преко Сарајевската банка. Затоа Рилиндија праќа на нивните суграѓани бесплатно Рилиндија по хајмовите, по домовите каде тие живеат. Оние весници кои доваѓаат, кои се плаќат, мислам дека се прескапи и затоа работниците не ги купуваат, тоа е едно. Друго, сите работници не се вклучени во клубовите каде доваѓаат по 1, 2 или 3 примерка, речиме. Како се информирани македонските работници тука? Па, да наведам едно, 2-3 примерка. Само во Дизелдорф имаме кај Манесман 500 работника. Од тие работници 10 вестника ако примаат. Самата бројка покажува дека е премалок број оние работници кои го читат, кои читат Нова Македонија. Не затоа што не сака да ја читат, него затоа што ја нема тука, што моментално клуб во Дизелдорф не работи и кога работеше имаше само 2-3 примерка. Моето мнение е дека банките како што е Стопанска банка или преко информативниот центар треба да дојдат бесплатни вестници во куќите, во сите школи, на име на нашите наставници кои предаваат по школите за децата. Затоа преко наши дипломатски центри, така да што поголем број добие тие вестници. Уште едно, сем вестник и ослобоđenje кои имаат посебен додаток за работници во иностранство, речеме Македонија тоа го нема. Мислам дека би било јако добро да и Македонија една страна има посебен прилог за работници во иноземство, во кој прилог и работниците из иноземство би пишали, а и самите би добивали разни информации, речеме проблем школување на децата, проблем школување на одраслите, проблем на царинските прашања, социјалната политика, стамбена изградна и така натаму. Кроз таа форма поголем број секојдневно би добили информација од домовина. Уште едно поважно прашање е весниците од општините. Ние немаме такви примери да добиваме весници од општините. Со кои основни проблеми се сретнуваат привремено вработените во Сојузна Република Германија? Основни проблеми наших радника запослени на привремено рад у Савезној Републици Njemačkoj има их еден велики број и баш из разлога тих проблема ми смо почели да оснивамо и клубове. Така да данас имамо на овој територии око 24 општа клуба и 32 спортска клуба. Mi smo cilj tih klubova da bi okupio naše građane, da bi ih odvojio od onih primitivnih lokala gdje su se okupljali u svoje vrijeme sa željezničkih stanova, da bi našli jedan kutak gdje bi rešavali te probleme, a posebno od velikog značaja ovi socijalni problemi. Imamo jedan veliki broj, u početku smo imali socijalno ugroženih, bilo zbog nezaposlenosti, a naročito u današnjoj situaciji kada je kriza u Saveznoj Republici Njemačkoj, ne postoji više ni onih prekovremenih radnih časova, nema rada subotom i nedeljom, pa ipak to su jedni problemi gdje im je i zarada nekako manja, a naročito za one ljude koji odvojeno žive od svojih porodica, gdje su im djeca, žena u Jugoslaviji, a oni ovdje. I mi smo morali za te ljude nekako da ono slobodno vrijeme im dademo gdje bi se okupljali, ali problem je u tome što naši ljudi nemaju dovoljno, nisu informisani. Znači nedostatak štampe, nedostatak
biblioteke, knjige i tako dalje, a mnoštvo kod djece. Mogu da kažem da posebno što se tiče Makedonaca na ovom terenu imamo jedan priličan broj Makedonaca, mogu i pohvalno da istaknem da je već u početku kada su klubovi počeli da se osnivaju, da su bili jedni od inicijatora za klubove opšte, ne samo posebno makedonski klubovi, nego imamo jedan veliki broj gdje se i danas okupljaju, samo što ti ljudi su malo nekako u odnosu na ostale republike i pokrajine zapostavljeni što nemaju, kao što sam kazao, dovoljan broj štampe, onda knjiga i to je jedan veliki nedostatak i meni je posebno, kažem, kao ispred zajednice svih klubova, posebno mi je žao da nekako nismo našli ko je kriv u tome i tako dalje, ne bi mogao danas da kažem ovdje, ali sve delegacije koje su dolazile iz zemlje, bilo je dosta obećavanja i da su ti ljudi nekako izgubili povjerenje i mi moramo na neki način da pokušamo da bi te ljude ponovo privukli onamo gdje su u početku bili, jer zaista moram istaći i pohvalno da su prvi inicijatori bili da se osnivaju i klubovi. Čak su insistirali da to ne budu posebno makedonski klubovi, jer kaže mi smo Jugosloveni ovdje, što je pohvalno za Makedonce. На крајот од нашата репортажа можеме да кажеме само ова. Проблемите со школувањето на децата во Сојузна Република Германија постои, како и проблемот со информирањето на нашите работници привремено вработени, па затоа треба поконкретна и поефикасна акција за тоа да се надмине, со што ќе им се олесни престојот во туѓина, а воедно ќе можат полесно да се вклопат при нивното враќање во татковината. Јарески, доста имаме слушано за напредок. Дали би сакале накратко да ни кажете што денеска представува напредок? Работната организација Напредок Битола, формирана негде 1946 година од една постојача фабрика која веќе постоеше во село Магарево и со машините кои беа пренесени во Битола е формирана како почетна база. Од таму појдува почетокот на ова предпријатие. Сега се најдуваме во село Магарево. Во Магарево. И каде беше фабриката тука? Фабриката бивша од, да речеме, стара Југославија, беше овде лоцирана, зградата. И што имаше тука во оваа фабрика? Во оваа зграда имаше околу 7 машини. Работаа околу 18 до 20 души. И што произведуваа тогаш? Во тоа време произведуваат штоф, платно, канаваца и појаси. А вие работевте тука? Јас овде се запослив 34 година. А после тоа кога се преселивте во Битола? Во Битола се преселивме 48 на 6 јануар. И овие машини овде што беа? Овие машини што беа тука останати, не сите оти, некој дел зедоја други фабрики, тие што беа останати и слегоме во градот и таму се почна со работа. Слушнавме дека Нончака Мишова, Тетекс зеле машини од тука. И практично може да се рече дека зачетокот на текстилната индустрија потекнува од овде, од овие машини кои биле овде. Да, зедоја некој дел и тие.
И што би рекле вие, какво беше производството тогаш овде и сега што го има напредок? Па производството тогаш, можам да речам, беше мало. А сега со сегашната фабрика што е напредок Битола е далеку поголемо производство. Иначе денес напредок Битола представува една работна организација составена од неколку оделења во кои волно се произведува производи од чиста домашна волна на принцип индустријски начин на производство на овој вид на производ, додека има застапено некои делатности кај се произведуваат по занатски начин, заради тоа што така захтева и технолошкиот процес. Во досегашниот развој напредок од Битола бележи стандарден пораз како во остварување на физички обем на производство, така и во финансиските резултати кои ги постигнува. Да напоменам само тоа дека во досегашното постоење од 30 и неколку години, оваа работна организација бележи стандардно се до подобри и подобри финански резултати, а за илустрација е тоа да кажам дека досега никогаш не покажала негативно работење, односно не е остварила загуба во работењето. Што се однесува до моменталната ситуација, тоа се состојби во кои се најдува предпријатието во една ситуација да мора да се малку преориентира кон некое ново производство, кон нов асортимент, кон ново пронајдување на нови технолошки захвати во текстилната индустрија или во оваа грана во кај сега се наоѓа напредок. Денови додека представувавме во Битола, од многу страни слушавме дека успешно работите, дека имате стара технологија, а сепак добро се работи. На што се крие? Во што се крие успехот практично? Успехот на ова предпријатие, односно на работењето на ова предпријатие се темели на тоа што има добри работници кои добро го познаваа овој занат, тоа е чисто занатска работа со нови технолошки захвати, особено со сегашното ново инвестирање во неколку нови машини кои не само што полесни работата на работниците, него му створија и на солидна заработувачка. Вие сте организација која имате околу 90 работени, а слушнам имате многу малку администрација. Зошто? Па мислиме дека и администрацијата која е сега е малку, така речи, и некои работи се одповеќе. Така да некои работи се вршат од еден човек, се вршат поќе работи. Тоа е од обимот на работата, не захтева некои големи напори, не захтева голема заангажираност, али со солидно познавање на работата и овие луѓе кои се запослени би ја вршиле на време, а и сега ја вршат на време и рационално извршуваат. Тоа е една позитивност на напредок, мислам, во мал број на администрација. Инаку би ве прашал, каде најповеќе наоѓаат пласма на овие производи за кои рековме дека се сувенирски, дека се на некој начин специфични и за изработка и наоѓаат и голема примена. Би рекле малку дека сега се и во мода. Па асортиментот на нашите производи не е многу широк, но е доволен за да биде познат кај на широк круг на потрошувачи. Да напомнам само тоа дека ние произведуваме јамболи од разни димензии и во разни дезени. Исто така произведуваме производи кои се доста барани, а тоа се прекривки за каучи, за кревети и така натаму. И овие производи ми се чини дека најголем пласман, односно и најголем пласман има во Социјалистичка република Хрватска и во Социјалистичка република Македонија, додека сега пробиваме пазар на Социјалистичка република Србија. Сето тоа се темели на еден добар квалитет, на една добра традиција, на 35 годишно работење и на добра организираност на службата за продаја. Како се викате? Ацо Карангеловски. Вие сте еден од постарите работници. Да, ние сме. Од која година сте овде? Од 48-ма, почетната фаза на предпријатието. На 40 години работите тука? 40 години, 32-3 години. Од 48? Од 48-ма. И кажете ни како гледате на напредокот на напредок? Па добро гледаме, досега добро одело, значи што се можеше, борба се водеше околу ово, изработка на преѓа, предиво тука пак килими, јамболи, разни работи. Па до денес горе-долу добро е. Само ето сега допаднаме послабо, до една слабост, тука што се мисли понатаму пак нешто вака ново да се створи, нова фабрика, мислам.
А колку бевте на почетокот кога почнате 48 година? Почетокот беве околу 70 души, такаш. И сега квалитетот дали е подобар од тогаш на јавовлиите? Квалитетот е подобрен, према тогаш е подобрен, со машински разбој тајме, кој до тогаш не беше тоа практикувано, сега неколку години има со машински разбој и така квалитетот е подобар. А и бројот на производството е поголем? Поголемо е бројот со многу, значи со 3-4 пати, мислам, поувеличено е вака производство. Како се викате ви? Јовановски Благоје. И на кој работно место, како се вика ова На работа? работно место Влачар. Тоа се Кога сте овде Влачар. на работа? Овде сум од 70-та година на работа. И објасните кој процес на производство овај со оваа машина? Процесот на производството од оваа машина ние од обична волна, кој тука се раствора и натака дојдуваме до предпреѓа, од кој производ претежно тука изработуваме кај нас јамболи. Повеќето, скоро некаде 70-80% предпријатието со тоа работи. И дел од тоа работиме чилими и некои батани кои се потребни на пазарот тука кај нас, во поблизу што се трошат. Дали сте задоволни од работата? Па работата види во текстилната индустрија скоро секаде, како и кај нас, макар што сме близу занаетчиство, не баш индустрија, али не е толку тешко да речам физичка. Ете нешто прашина малце или мора при секоја работа некоја арна, некоја лоша страна да има. А дали сте добро наградени? Па према средината на мислам на местото каде што живееме во Битолската општина, некаде сме во посредина така. Има некои повеќе наградени, некои помалце во зависност од продуктивноста на производството. Кај нас е такво, да речеме, производството и за оноliko колку што е, толку сме ипак задоволни некако. И се трудиме да ако можеме понатака поќе да производиме, нормално и поќе ќе приземеме за себе. Дали напредок има можности за поголем размер? За тоа е малце поширок изглед вака. Ние пред некоја година имаме некоја акција да обновиме овој погон, заправо нов погон да градиме. И во план сме на проектирање сега, скоро овие месеци, треба да знаеме со една француска фирма, од кој ќе произведуваме некои сосема друзи производи, некои аутоизолации. Иначе, со овие машини сега, како што се, ако не се успее со новиот погон на фабрика, ќе мораме некоја реконструкција да вршиме на ними, иначе се доста застарени одавнешни. Како се викате вие? Петровска Даница. Вие работите над кајачот. Од кога работите? Скоро 6 години работам. И дали сте задоволни од работата во напредок? Задоволна сум. Колку се работувате на тоа? Па 250.000. А дневно колку можете да искаете? Дневно ткајме по 6 батани, нормални 6 батани. И во колку смени се работи овде? Тука работиме на 2 смени. Прва и втора смена. А зошто нема и трета смена? Па немаме трета смена, затоа што машините се стари и не може да издржат за трета смена. Дали е тешко овде да се работи? Па навикнавме, тешко. Добро е за нас. А инако овие шари, кој ви ги дава вас за да ги заработите? Месторицата ни ги дава. И секојаш имате исти шари или различни? Различни шари. Има 5 врсти, 6. Сега моментално што е ова? Батанија е, услуга. А инаку работите и албови? Да. А што е потешко да се работи? Па условите се потешки затоа што времето е слабо, дебело, не е еднакво цело. Како се викате вие? Трајкова Велика. Моментално што работите? Сега работиме јамболи, машински. Колку е тешко да се работи овде? Моли? Дали е тешко да се работи? Тешко е, ширина 220, многу широка. А под кои димензии ги работите оболите? Работиме 1,5 на 2 теко. И може и други димензии? Може и други да се работи. Од кога сте овде вие на работа? Ние сме тука скоро 7 години, јас сум тука. Слушаме дека вашите оболи многу се бараат на пазар. Зошто се бараат? Се барат, имаме добри производи. Колку заработувате? Овде заработуваме 260, 270. И дневно колку јамболи можеш да направиш? Дневно имаме норма 6 јамболи.
Може 6, 7. А ти по колку правиш? По 6, понекогаш 7. Наднормално. Слушнавме дека вашите производи дошта се бараат на пазарот. Дали има можности за зголемување на производството? И покрај тоа што се условите на пазарот добри за продажба на јамболи, батани и килими, не можеме да го големиме производството заради трајноста на машините и затоа сега работиме само во 2 смени и тоа дневно произведуваме околу 200 метра квадратни јамболија и 200 метра квадратни батанија, килим и услуга. Какви се можностите за зголемување на капацитетите, за воведување на нова технологија? Можностите се сега барем добри, се планираме да нешто воведиме некоја нова технологија за поготово за услугите, да купиме нови разбои и жакар со жакар глави, така да ги зголемиме капацитетите, а со тој и квалитетот на производите. Се најдуваме овде во селото Слоешница, во валавницата, каде се валаат вашите производи. Објаснете ни го процесот на производство. Видите, процесот на производство за валање на јамболиите, прво, например, волнава содржи неколку, мислам, одреден број на масноти. Затоа првиот процес треба да се во некоја млака, оден околу 60 целзиусови степени да се исперат, да се отклонат маснотите и потоа се ставаат во вировите или кошеви, како да ги наречиме, што се за валање. И процесот на валање негде зависи од влакното, мислам, волната која е. Некоја волна треба да се вала, речеме, 8 сати, некоја до 12, зависи од, реков, влакното на волната. Нашите јамболи, посебно, мислам, увозната волна која имаме, негде околу 8 часа валање, а која имаме домашната волна наша, оди негде преку 12 часа во, мислам, во кошот или вирот за валање. Обично јамболиите овде го добиваат својот прав лик. Обично без ова не може да се добие никако прав лик. Видовте вие во процесот на производството кога што ги работиме, тие изгледа вака како черга обична. Дури и не дојде последниот процес на изработката, односно финалниот производ, тоа е само овде во вирот на валавица која ќе се конашно заврши. Овде се бели јамболиите, а кога ги бојадисувате? Ги бојадисуваме после валањето на јамболиите, нормално ни ги довезуваат од село Слоешница во Битола и таму ние во нашата бојашница ги боиме нормално према нашите муштери какви бои сакаат, мислам, по парање на нашите потрошувачи. Од кога датира соработката со напредок од Битола? Па видите, соработката со напредок од Битола почнала некаде пролета 1975 година. На основу тоа предпријатија ние ги формираме нашите валавици горе за доработка на јамболите што ги произведуваат напредок од Битола. И сега како соработувате? Па соработуваме одлично. Сметам дека бидејќи квалитетот е познат на пазарот на битолските јамболи од предпријатието напредок од Битола, па на основу и тој доработката наша се гледат на основу квалитетот што ние го доработуваме како тако. Во што се состои таа нова инвестиција во која ќе влезе напредок? Па новата инвестиција во која ќе влезе напредок се состои во следното. Основна ориентација е производство на технички филц која има широка намена како во автомобилска индустрија, индустријата за мебел, бродоградњата, изолациони материјал во граѓевинарството, изолациони материјал во саобраќајот кај автобусите, изолациони материјал во белата техника и уште доста други области во животот, практично и секојдневниот живот на човекот. Иначе, разговорите се водени со неколку фирми, али мислиме дека ќе биде најидеална и најприфатлива према условите кои се понудени со една странска фирма од Западна Европа, која нуди најдобри кредитни услови. А тоа е опрема на кредит од 7 години и со мали стапки каматни. А иначе да напоменам дека тоа е една позитивна работа што со нив е обезбеден и еден аранжман за извоз на 7 години од 2 милиони франка годишно. Значи, комплетно производството ќе биде наменето за извоз? Скоро целокупното производство во првите години ќе биде наменето за извоз, а тоа ќе биде претежно наменето за автомобилската индустрија. Се водени разговори со Мерцедес, со Волво, со Пежо, со Volkswagen и со неколку други големи компании на Запад. И колку вработување ќе имате новите? Новата програма предвидува вработување негде околу 200 работници, од кои претежно ќе бидат
со ниска квалификациона структура, затоа што самиот процес е толку автоматизиран, толку организиран и усовршен да не захтева некоја посебна стручна спрема. Се разбира, особено во некои служби во кои е тоа битна работа приликом одржување, зашто се работи за една современа автоматика и компјутерска работа, а од друга страна и во организацијата на пласманот, кој захтева прилично добро познавање на пазаро, проучување на можностите на пазаро и проучување на можностите во разни пласман во разни области на стопанството.